А каде застанавме? Каде застанав? Големата борба, 456 страница, така беше. Пред да отвориме уште една штаму, ја би сакал да ви поставам едно мало прашање. Сакате библиско прашање или не сакате? Знаете зашто Израел го избра овој термин за напад врз Иран? Како? Сабота, тоа е едно. А дали беше битно која сабота? Било која сабота или баш минатата? Зашто беше минатата сабота битна? Знаете зашто? Затоа што понеделникот беше еврејскиот празник кој? Пурим. Пурим. Го знаете празникот Пурим? Естира, читајте 8, 9 глава, да не губиме ние сега време за тоа. Има еден друг куризитет во врска со празникот Пурим. Значи, Израел го напаѓа Иран непосредно во саботен ден, за да кога најмалку се очекува дека евреите ќе нападнат, односно ќе превземат офанзивна акција, па баш во сабота нападнале. Ништо чудно, атеистичкиот Израел не му е гајле за Божиот закон, дали е сабота или недела или. Но битно е Пурим. Се поставува прашање дали Израел се надевал од сабота до вторник да ја заврши војната со Иран? Па Пуримот да им биде едно ново големо ослободување како во времето на царицата Естира. Ајде да речеме дека тоа не било реално, баш тоа да го очекуваат. Но можеби Пуримот бил еден силен мотивацијски фактор баш тогаш да се борат и баш тогаш, значи, да бидат осоколени на тој начин и сите израелски војници и целата нација во војната против Исламската република. Потом речено, пријателот, има некои новости што се случува со неговиот крај или нема? Вести немаме. Добро. Ја само да споменам за сите вас што не бевте во среда и петок, дека брат Саше во Дубај е не само жив и здрав, туку и нема намера скоро да се враќа, дека аеродромот во Дубај не е уништен, тоа е медиумска лага било тоа, што го читавме на многу портали. Да, и дека некои кажуваат дека е уништен аеродромот, и дека работите се преувеличуваат во вестите што ги читаме, слушаме и примаме, и дека не се баш такви. Ние имаме до некаде искуство, ја имам лично искуство со тоа, значи за време на нашата војна јас сум свесен дека сите кои што од страна слушаа вести за нас, добиваа многу пострашни извештаи од она што ние го чувствувавме, го гледавме и го живеевме тука кај нас 2001 година. Ништо чудно, медиумите имаат тенденција да лажат, затоа што во тоа се состои нивниот интерес, што поголема гледаност, што посензационално. И како што рече еден мој сосед од Топанско поле, кој што работеше за утрински вестник, тој еднаш ме праша како е кај вас од црква, што правите, како се движат работите. Ја така ми дојде во моментот, реков, знаеш колку е во светот по-лошо, толку е подобро за нас, толку јак не верата. Адвентната вера. И тој кажа, и во новинарството исто ми рече. Исто и во новинарството. Колку е по-лошо во светот, подобро за нас. Да отвориме сега во големата борба. 456-та страница од нашиот превод. Имате голема борба, сакате да имате? Добро, јас подготвив еден подолг цитат.
Но пред да го видиме цитатот, да го повторам оној пасус каде што конкретно застанав. Значи, Елена Вајд го постави прашањето: но што значат зборовите лик на ѕверот? Тоа е на 456 страница. И како треба тој лик да биде направен? Понатаму продолжува и вели: ликот на првиот звер ќе му го направи ѕверот со два рога. Кој е тој звер? Со два рога. Америка, вториот звер. Значи, ликот на првиот звер. Кој е првиот звер? Ватикан, папството, како сакате. Може да речете и Светата столица. Официјалниот назив на таа држава. Столицата може да е света, но кој задник седи на неја, тоа е друго прашање. Кој ја прља и ја валка, тоа е друго прашање. Но ликот на првиот ѕвер ќе му го направи ձверот со двата рога, значи вториот. Затоа тој и се нарекува лик на ձверот. Тоа е цитатот. И сега последната реченица од тој пасус: за да дознаеме што е тој лик и како треба да биде направен, мораме да ги проучиме обележијата на самиот ձвер на папството. Ги проучувате тие обележија? Ајде, без да губиме многу време. Што ви текнува како најважната одлика, најважната карактеристика на првиот ձвер, на ձверот, значи, кој што е наречен малиот рог во старозаветната Апокалипса, книгата на пророкот Даниел? Која е најважната одлика на оваа држава? Прво да кажам нешто што може би на многу верници и пријатели, особено по-либералните верници, не им е јасно. Имавме тука една наша сестра која што е по потекло од католичката црква и која што многу се соблазнуваше кога год зборуваме за папството од библиските пророштва. Јас сакам да порачам сега на сета публика што не следи, а на времето и го кажував не за тоа. Кога зборуваме за папството, ние не зборуваме за верски заедници, бидејќи незиниот приговор беше: ама ако одите во католичка црква, они не зборуваат таму за вас, или не зборуваат за другите цркви, или не зборуваат за други деноминации и така натаму. Ние не зборуваме за деноминации, ние не зборуваме за цркви. Ձверовите во библиските пророштва, ձверот, поимот ձвер, секој ձвер, и леопардот, Македонското царство, секој ձвер значи што? Држава, империја, политичка власт, политичка сила. Тоа е символ. Ձверот значи символ на држава, на царство, на империја. Ватикан е држава, Ватикан бил држава во средниот век. Затоа е предмет на пророштвата, не е католичка црква или деноминација. И така. Ватикан и ден денес е држава. Ова мора да го разбереме. Библиските пророштва се занимаваат со држави, не се занимаваат со верски заедници. Барем што се однесува до символот ձвер. И Соединетите американски држави се ձвер. И тоа голем ձвер. Вавилон бил ձвер. Медо Персија, денешен Иран, што е? Ձвер. Русија што е? Ձвер. Мечка ја вика. Сакате се сретнете со мечка? Сакате мечка и ова кафеава црна како пушката не ти врши работа.
Како што ми рече еден американец во Хартланд, пушката не ти врши работа со мечка. Само уште поише ќе ја разлутиш и тешко, уште потешко за тебе. Меѓутоа, сепак е корисно, рече, да носиш пушка во случај на средба со мечка во шума, тоа за да си го свирнеш куршумот на себе си. Негови зборови, не го советувам ја тоа. Сега. Кој е главната одлика? Значи, све друго да заборавите. Една најважна одлика на папството, што го како држава го разликувала од сите други царства, држави, империи, од некогашните европски монархии, кои што и тие биле католички и во средниот век, например. Што е таму? Што имаме таму? Значи, сојузот на црквата и државата. Или во Данијел, малиот рог, Данијел 7 глава, имаше и во Откровение 13 глава, првиот звер, имаше уста, не, имаше и за лапачка таа уста служеше, но имаше уста за дрдорење, за да зборува, за зборување, и зборуваше што? Големи работи, дури да хули против Господа, против небесниот Бог. Значи, дрска сила, која што претендира на превласт во целиот свет, и не само во целиот свет, туку која што хули против Бога, или во Данијел се вели се дигна против небесниот принц, принцот над принцовите, се дигна против небесното светилиште, се дигна дори и против небесните светии. Ко читаме таму во Данијел 8 главата за светилиштето. Значи, или со други зборови, малиот рог или зверот е религиозно политичка сила. Значи, он е звер затоа што е држава, он не е црква, он е држава. Он е држава. Зошто го нагласувам тоа? Вие што имате двојни државјанства. На која држава сте државјани? На двете. Добро, на двете. Може некој има 3, 4, 5, 6. Сега. Ова слично со Христовото прашање, дали може да им служите на двајца господари? Бејќи во библиски времења и во поголемиот дел од христијанската историја, државите биле, на чела на државите се наоѓал крал, монарх, значи некој господар, немало демократии. Ако да замислиме дека си државјанин на две држави, кои што се монархии и каде што монарсите, кралевите нивни или царевите имаат вистинска суверена власт. Значи не се некои формални фигури. Значи имате двајца господари на кои што сте им поданици, според таа логика, така? Епа кој ви е господар? Едниот или вториот? Државјани сте и ваму и таму. Кој ви е господар? Може и двајцата ви бият господари? Според Христа, може на двајцата им служите? Не. Зошто? Зато што едниот од тие двајца ќе ви биде побитен, било кој, тоа е ваш избор, едниот ќе ви биде побитен од другиот. И сега, што мислите? Во светот, овај стар податок, не знам дали е денес точен, во светот постојат 1 милиарда римокатолици. Нивниот верски поглавар е истовремено шеф на држава. И тоа многу суверена држава. Не е таа држава како било која овде во регионот, да не споменувам имиња,
да не се налути некој случај. Ватикан е многу суверена држава. Се сеќавам, географски најмалата, значи во срцето на самиот град Рим, градот Рим е поголем од неја, но се сеќавам далечната 1995 година, кога Шведска стана членка на Европската Унија таа година, 95. Шведскиот амбасадор во Ватикан, погодете зашто тој амбасадор, шведскиот амбасадор во Ватикан, зашто не шведскиот амбасадор во Брисел, зашто не шведскиот амбасадор во Париз, зашто не шведскиот амбасадор во Мадрид или не знам каде, во Берлин тогашен. Зашто баш шведскиот амбасадор во Ватикан изјавил од сега натаму Шведска се простува од нејзината сувереност. Кој влегува во членство во Европската Унија, логиката на амбасадорот беше, тој се простува од својата сувереност, тој повеќе не е суверена држава. Добро, ние и така не сме суверени, па тоа што по секоја цена сакаме да влегуваме во сојузи, особено сојузи кои што мирисаат на распаѓање, не е толку проблем. Но суверените земји кои што држат до својата сувереност, Британија излезе затоа што видео колку е часот, ако сакам да си останам суверен, ако сакам ја да командувам со мојот имот, подобро да излеземе, бидејќи таму нема сувереност. Зошто баш во Ватикан? Зошто баш тој амбасадор го кажа тоа? Затоа што тој имплицираше дека, како и професорот Маријановиќ, вистинската глава на целата Европска Унија е папата. Иако тогаш Хрватска не беше член, во 2000 година Хрватска се уште не беше членка на Европската Унија, не беа ни Кипар, ни Чешка, Полска, еден куп земји. Тогаш се уште. Се сеќавате на братот Миро Херцег? Се сеќава некој? Дали се сеќаваш? Кој беше Миро Херцег? Се сеќавате? Дали беше поодамна? На Роберт Панакок се сеќавате? Се сеќавате првиот пат Роберт Панакок со кого дојде? Во мај 2000 година. Дојде со Миро Херцег. Еден Хрват од Сплит, кој што тогаш живееше во Австрија. Јас го прашав него уште кога го запознав во Германија предходно, пред да дојдат тука. Предходната 99 година го запознав и него во Германија. И го прашувам, значи тоа беше 2000 година, само 10 години после распадот на Југославија. И го прашувам, добро брате, како се чувствувате вие во Хрватска сега? Дали е вие сега подобро како независна Хрватска или беше подобро во Југославија? И ме интересуваше како еден Хрват ќе одговори на такво прашање. Знам како ќе одговори Србин, Босанец, Македонец. Ме интересуваше како Хрватот ќе одговори. Ме интересираше како Словенецот ќе одговори на такво прашање. И Миро Херцег ми кажува, пусти, вика, Тито е био 5 пута болji од папе. Зошто го споменува папата? Што сака да каже за тоа? Дека вистинскиот господар и на тогаш независна Хрватска, која што и сега не е независна, туку е во јаремот на Брисел, и на цела Европска Унија е ѕверот. Првиот ѕвер. Да не должам понатаму. Религиозно, политичка
сила, единство меѓу црквата и државата, или како што се изрази Рајна минатата сабота, укинување на првиот амандман, дури не мора да се очекува некое формално укинување, нешто на Конгресот да заседава, па да ја прогласува Америка за христијанска држава или за религиозна држава. Не мора формализми. Туку тоа, ако де факто почнува да се случува, тогаш тоа е така. Библијата не почитува формализми, не почитува официјалности. Ако нешто де факто е така, без оглед како ќе го крстиш, без оглед како ќе го облечеш, во каков целофан ќе го спакуваш, ако нешто во суштина е така, тоа е така. Нема формализми. Не се битни формализмите. Значи, вториот звер, секуларната држава, Соединетите американски држави, треба да биде што? За да изработи лик на зверот. За да проговори и таа како змев. Треба да биде што? Треба да стане што? Што да стане? Не ли се држава Соединетите американски држави? Што треба да стане? Религиозно. Религиозна држава. Или религиозно-политичка, како сакате. Религиозна држава. Ајде да го почитаме цитатот, може? Од Елена Вајт. Тоа е 458, малку понатаму, 458 и 459 страница. Вие читате одгоре, ја ќе читам од книгата. Кога водечките цркви, кој? Водечките цркви во Соединетите држави, согласувајќи се во точките на науката што им се заеднички, ќе почнат да влијаат врз државата, да ги наметне нивните прописи и да ги поддржи нивните институции, тогаш, што? Прво, кога? Кога водечките цркви во Соединетите држави, согласувајќи се во точките на науката што им се заеднички, што им е заедничко? Неделата, друго, бесмртност на душата, трето, можеш да јадеш све и свашта. Свињата е закована на крстот. Може и свињи да јадеш, може и змии да јадеш, и густери можеш да јадеш. И да не речам што велеше Борислав Ѓорđević, што уште можеш да јадеш во една од неговите песни. Трето нешто, екуменизмот ги соединува сите нив. Значи, и папата ќе им стане на нив заедничка точка во науката. Заедничка глава, заеднички лидер со се сите кривославци овде на исток. Точките што им се заеднички ќе почнат да влијаат врз државата, да ги наметне нивните прописи и да ги поддржи нивните институции, тогаш протестантска Америка ќе и направи лик на римската свештеничка власт. Значи, кој ќе го направи ликот? Протестантска Америка. Значи, протестантите во Америка ќе почнат да личат на кого? На првиот звер. И со тоа ќе изработат сликата или иконата или ликот на зверот. Сега. Зашто кажав минатиот пат? Дали е исто зверот и сликата на зверот? Ама кога ќе прозбори, тоа беше кога ќе прозбори. Меѓутоа Илија и сите ние, ако го сретнете Христа, лично Христос,
дали ќе му се поклоните? А на иконата Христова, пример во соборниот храм, најблиско, дали ќе му се поклоните? Значи не е исто. За вас не е исто. Но, сакав да кажам, да нагласам дека ликот на ѕверот не значи дека папството, папата во Америка ќе има власт. Не значи тоа. Туку дека самата протестантска Америка ќе заличи на папството и таа, вториот звер, протестантска Америка, ќе врши прогонство. Таа ќе издава религиозни закони. Таа ќе го прави тоа што папството го правело во средниот век во тогашна Европа. Не значи дека се независни едни од други. Денес со масонеријата сите се како црева. Но дека на изглед сите големи прогонства, сите големи неволи, значи сета иницијатива што ќе за последните настани ќе произлегува од вториот звер, од Соединетите Американски држави. Па, значи, наредбите ќе бидат за очите на јавноста. Добро, продолжуваме. Со цитатот. Значи, тогаш протестантска Америка ќе ја направи лик на римската свештеничка власт, а неизбежна последица на тоа ќе биде наметнување на што? На граѓански казни за кого? Што пише во цитатот? Го гледате? За оние што веруваат поинаку. Поинаку од кого? Од водечките протестантски цркви и нивните заеднички точки на верување, што некој од нив ги споменав. Ѕверот со двата рога ќе направи сите, мали и големи, богати и сиромашни, слободни и робови. Да им се даде ознака или белек или жик на десната рака или на челото и никој да не може ниту да купи, ниту да продаде, освен оној кој има ознака или белек или жик, името на ձверот или бројот на неговото име. Значи, забележте, за да смееш да купуваш или да продаваш, според Библијата, во тоа време, треба да имаш што? Да имаш жик, ознака или белек, но дали само тоа? Името на ձверот или бројот на неговото име. Значи, тука ќе има многу простор за технологија. Како ќе бидат контролирани сите жители на земјата и кој ќе смее, кој нема да смее да купува или да продава. Како власта ќе те разликува, дали ќе ти дозволува да купуваш или да продаваш. Тоа мора да го прави со некоја технологија. Денешна дигитална технологија е најдобар кандидат. Може би во иднина нешто подобро и од неја за таа цел. Каде застанав? Опомената на третиот ангел гласи: ако некој му се поклони на ձверот и на неговиот лик, или икона, или слика, и прими ознака белек или жик на своето чело или на својата рака, ќе пие од виното на Божиот гнев. Што вели понатаму Елена Вајд? Ձверот што се споменува овде, чие што обожување ќе го изнуди ձверот со двата рога, е првиот ձвер, сличен на леопард од Откровението 13 глава. Папството. И сега цитат што го читавме од Настани, минатиот пат. Настани на последното време. Ликот на ձверот го представува оној облик на отпаднатиот протестантизам,
што ќе се развие кога протестантските цркви ќе бараат помош од државата. Зашто? Принудно да ја наметнат својата наука. Дали го разбираме овој момент? Запаметете го ова. Тогаш кога протестантските цркви ќе бараат помош од државата, принудно да ја наметнат својата наука. Што значи тоа да ја наметнат? Значи со државна поддршка, со државен закон, или не мора закон, со силата на политичката власт. Ке го наметнува своето учење, вероучење, верување и така натаму. Теологија. Сега, тука заврши целото. Тука е тоа све, значи. Во ред. Како? Сигурно си? Значи, кога објаснив уште порано и предминатата сабота, кога ѕверот се споменува без придавка, само ѕверот, на кого се мисли? На првиот. Тој, Елена Вајд вели, тој ѕвер, првиот, е оној што е опишан со како леопард, значи првиот ѕвер од 13 глава. Ако читаш од почетокот на 13 глава, првиот ѕвер. Сега, ձверот со двата рога е вториот ձвер. Кој е тој? Соединените американски држави, поточно. Оно што запамтивме и од цитатите овдека е дека, да го повторам само последната реченица, ликот на ձверот го представува оној облик на отпаднатиот протестантизам, што ќе се развие кога протестантските цркви ќе бараат помош од државата, принудно да ја наметнат својата наука. Видите, тука Елена Вајд не го споменува ниту папството, дебек нема да се бара да се наметне католичката религија, нешто такво. Не, туку кога протестантските цркви ќе бараат со помош на државата, принудно ќе ја наметнуваат нивната наука. Науката на отпаднатиот протестантизам. Сега ќе покажеме дека тоа веќе се случува во Соединените американски држави. Тоа нешто веќе се случува. Постојат информации за тоа додека трае недалава војната против Иран. Постојат и информации што нема да ги чуете на медиуми, иако се достапни на некои портали. Секаде, и на запад и на исток, постојат независни портали на кои што им должиме многу што. Така беше и за време на пандемијата. Да, на почеток да покажеме дека деновиве во Белата куќа, во овалната канцеларија, се собраа над 20 протестантски пастори. И пасторки, да, тоа е учењето на Вавилон. Положија раце врз седнатиот председател и упатија јавно заедничка молитва, Господ да го води. Имаше таму зборови, да не читам, Господ да му даде мудрост и сила за да може да ја води оваа голема нација, за да бидеме, така рекоа во молитвата, за да бидеме една, повторно да станеме една нација пред Бога, или они велат под Бога, one nation under God. Не знам ако сакате, може да го видите и видеото, кратко е. Тоа е мало, кликни на него, ако отвара. Да. Може се големи, да. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him.
Значи, Господ да продолжи да го благословува нашиот претседател. Се молиме за мудрост. Молиме за Божја благодат и заштита врз него. И за сите што служат во вооружените сили на Соединетите американски држави. И во тој момент кај што бараат од Господа благослов за нашиот претседател да продолжи да ја води ова наша голема нација додека не станеме една нација пред Бога. Не видов. Инаку добро ме подсети на неодамна годинава, мислам скоро пред нападот на Иран, американскиот министер Трамп отворено го нарекува министер за војна, Secretary of War. Значи, Трамп отворено признава дека ние водиме агресивни војни, ние не се браниме, ние водиме агресивни војни. Да, значи официјално министер за војна. Јас пак си го нарекувам Американско министерство за одбрана на Израел. Тоа некако ми е по-симпатично. За мене лично. Значи, Пит Хексет, сегашниот министер за одбрана на Израел, американски министер за војна, на молитвениот појадок, на еден од молитвените појадоци во Вашингтон, во Белата куќа, изјавил дека секој војник кој што ќе го положи својот, ќе го даде својот живот на бојното поле за својата единица, за својата војска, за својата татковина, ќе наследи вечен живот. Замислете, значи прв пат во секуларна држава, на хартија е се уште тоа, прв пат во една секуларна држава, ова да ми го кажеше некој, не 90-тите години кога уште живеехме во мајмунизам овдека, политички кажано. Пред 20-тите години да ми кажеше некој, ќе дојде време кога секуларните влади ќе почнат да зборуваат за второто Христово доаѓање, ќе почнат да зборуваат за вечен живот, ќе почнат да зборуваат за Армагедон, ќе беше тешко за верување. Такво нешто. Значи, прв пат американски министер на се уште на хартија де јуре секуларна држава, им ветува вечен живот, значи веќе се однесува како да е религиозна држава. Им ветува вечен живот на сите американски војници кои што ќе загинат, служејки на татковината, односно служејки му на Трамп конкретно, а Трамп му служи на Израел, а тие знаете на кого му служат, да не одиме понатаму. Друго, деновиве се огласи повторно, тој многу често, не можем ни да го следам, американскиот новинар Такер Карлсон. Во неделата става по 3 видеа, со 1 саат и пол, 2 саата, должина, немаш време и да сакав, немам време да гледам се, и толку интересни работи. Последното негово видео, ако влезете на неговиот YouTube канал, само Такер Карлсон, на англиски напишете, последното негово видео ја има џамијата Ал-Акса во позадина на неговиот лик и видеото носи наслов 2 саата трае, или саат и пол, не се сеќам. Религиозна војна. Оваа војна што се води во Иран моментално, на Блискиот Исток воопшто, е религиозна војна. Зошто религиозна војна? Да видим некои други интересни фотографчиња што он ги... Се сеќавате на од пред 2 години кога во време на војната со Хамас во Газа, израелските војници, освен официјалното израелско знаме, носеа едно вакво алтернативно знаме, некои го пришива на своите униформи, на кое што пишува Машијах со царска круна над него. Значи, ние се бориме за Месијата. Кај евреите се повеќе расте уверување дека Нетањаху е последниот премиер и дека после него доаѓа Месија во Израел.
Замислете, ако е ова така расширено, ако денешниот Израел живее во една таква еуфорија, во еден таков фанатизам, може да речеме слободно, може да разбереме зашто е подготвен на сите овие катастрофи кои што самиот ги предизвикува и ги потпалува. И некој Карлсон продолжува и покажува слики од израелски војници како на својата униформа, освен израелското знаме, во негатив со Давидовата звезда, имаат пришиено и една друга слика, скица на третиот храм. Израел отворено објавува дека се во војните што ги води денес е војна за храмот. Како што Хамас отворено ја нарече својата операција Ал-Акса од 7. октомври 23. година, која го нападна Израел. Еве го тука малце поблиску. И израелското знаме горе и храмчето од оздола. Замислете. Тоа беа сите слики, така? Црква и држава. Значи, Израел си е се уште атеистички, 65% атеисти, на хартија секуларна република, демократија. Дори некој ден денес слушам зборуваат глупости од типот не смееме да дозволиме да победи Иран, ако Израел го снема, повеќе нема да има демократија на Блискиот Исток. Па некои велат, ако Израел го снема, наред ќе биде христијанска Европа, не дека Европа е христијанска. Не знаат ни што зборуваат понекојаш. Европа не е христијанска. Што е Европа? Европа е паганска и сатанистичка држава. Наред ќе биде Европа, цел Запад, значи исламот ќе го и Америка ќе падне. Ако падне Израел, паѓа Европа, паѓа и Америка, така велат. Ја би рекол, нека падне. Ако е тоа точно, секоја сила која што не се поклонува на нашиот Господ Исус Христос, нека падне. Амин. Сите царства нека паднат, сите држави нека паднат и да се оствари, да дојде часот што поскоро запишан во Откровение 11 глава 15 стих, кога ќе затропи седмиот ангел, да дојде часот кога царството на овој свет, или во некои преводи сите царства од овој свет, ќе станат царство на нашиот Господ Исус Христос, кој што ќе владее вечно за секогаш. Или како што велеше Даниел во 2 глава 44 стих, кога Божјето царство ќе ги наследи сите овие царства, представени со 10 прсти таму, во таа визија, на големиот кип, и тоа царство, Божјето царство, кога ќе ги укине сите тие царства, вели Даниел, тоа самото ќе продолжи да постои до кога? Вечно, за секогаш. Да даде Господ што поскоро да дојде тој час. Но знаете ли кој друг посакува што поскоро да дојде тој час? Погодете кој. Кој посакува денес што поскоро да дојде Христос на земјата? Знаете кој? Он сака што поскоро да дојде Христос. Што ме? Он сака што поскоро да дојде Христос? Си го посакува крајот што поскоро? Судот, си го посакува судот што поскоро? Интересно прашање. Тоа е интересно. Многу пати јас сум размислувал за тоа. Или што не им рече да опнат нуклеарни проектили, да го вратат човештвото 5000 години назад до технологија на лак и стрела, па од таму да продолжи човештвото, да си обезбеди, да си купи нови 5000 години,
Ама не е така просто. Неке да се така прости работите. Но добро е за размислување. Така. Инаку, интересен куриозитет, пред да одговорам прашањето што го поставив, и со тоа ќе завршам. Интересно е што откако е почната агресијата врз Иран, Иран цело време, САД и Израел ги нарекува со еден сочен назив Епштајновата коалиција. Не знам дали го забележавте. Коалицијата Епштајн, а еден ирански генерал на својот X или Twitter поранешен профил, покажувајќи ги дострелите на руските хиперсонични ракети кои што ги користи Иран, одозола напиша дека овие ракети ќе бидат страв и трепет за американскиот педофилски режим. Дори така го нарекуваат. Со други зборови, Иран се труди, се разбра западните медиуми, тоа нема да го пренесат, Иран се труди што повеќе да го нагласува беззаконието на западната елита, кој што изби како скандал неодамна, и што повеќе да им ја закачува таа етикета за јавноста и светот, тоа никогаш да не го заборават. На крај би сакал да завршам со изјавата на еден израелски војник, а потоа за крај оставам најбомбастичната информација од оваа седмица. Имено во самото видео на Такер Карлсон, каде што тој спровел анкета, или некој за него спровел анкета во самата израелска армија, еден израелски војник на прашањето зошто се бориме, за каква цел се бориме, одговорил вака: ние се бориме за правото на еврејскиот народ да биде слободен, да биде еврејски, да може слободно да ја практикува својата религија. И сега, ако тука завршал, ќе беше добро. Но, продолжил. Одnosno, немаше да биде вест. Тоа ми е збор. Но сега продолжил и рекол: да биде обединет целиот еврејски народ од цел свет и кога ќе дојде нашиот водач, Машијахот, да. Германците велеле der Führer. Кога ќе дојде нашиот водач, кога сите ќе не обедини, кој што сите ќе не обедини, тогаш ќе можеме да го изградиме, како што се изрази, Бет Хамикдаш, односно домот на светилиштето, во превод, односно третиот храм. Но ајде, ова е до сега позната работа, толку пати ја зборував по изминативе 8 години. Ми беше поставено прашањето и од Андре минатата сабота, и од еден друг: каква е врската помеѓу овие настаните околу Израел, третиот храм, Блискиот Исток, со неделниот закон, со ликот на зверот, Соединетите Американски држави, односно сето она што адвентизмот го проповедаше и го проучуваше во врска со зверовите и неговиот лик, ликот на првиот звер, кој што го изработи вториот, и жигот на зверот и така натаму. Пред да одговорам на тоа прашање некогаш друг пат, не сега, само сакам да ве посочам дека на тоа прашање може сами да си одговорите, ако кога не би имале интерес и време, да ги погледнете сите мои проповеди од минатите 8 години на оваа тема.
Само ќе ве подсетам, најдете ја и гледајте проповета, мислам дека беше во 2 дела од некаде ноември, нема фаќате и сега за збор, 2020 година под наслов Црниот папа, каде што зборував дека самиот израелски рабин Даниел Асор упатува на тоа дека оној што сакал да седне на третиот храм, во новоизградениот трет храм, што го планираат, дали Господ ќе дозволи, тоа е друго прашање. Ја не проповедам дека ќе се изгради трет храм. Тоа се нивните планови и нивните желби, кои што Господ ги откри уште во Даниел 11 глава. Северниот цар ќе сака, ќе ги, вели таму, ќе ги распне своите шатори на гората на преславното светилиште. Харам ал-Шариф на арапски. Сега, дали ќе се изгради храм или дали ќе биде тоа само шатор, не знам. Не мора да значи, но тие сакаат, се е спремно. Дали знаете дека за храмот се е спремно? Имаат сега левитски свештеници. Имаат масло за помазување на жртвеникот, на олтарот, на сите тие објекти, садови, на самите левити. Имаат... Да не зборам дека одамна имаат материјал за градење на храмот. Одамна е тоа обезбедено. Уште во 80-тите години се зборуваше дека е обезбеден материјал за градење на храмот. Се е спремно. Само една работа им смета цело време. Џамијата. Значи, да завршам. Даниел Асор тврди дека оној што сака да седне во третиот храм е никој друг туку Црниот папа, односно врховниот генерал на језуитскиот ред, според зборовите на тој еврејски рабин. И тука се гледа врската помеѓу адвентното учење за ѕверот, за првиот, вториот ѕвер, ликот на ձверот, жигот на ձверот и настаните на Блискиот исток. Но да не го пропуштам ова. Ова за мене најважното, што представува потврда на зборовите што ги прочитавме од големата борба, од Елена Вајд. Овие денови се случи нешто неверојатно. Од страна на 40 американски касарни и 30 американски воени бази до една организација која што се грижи за почитување на верските слободи на сите војници, целиот персонал што служи во воените сили на Соединетите американски држави, пристигнале поплаки и жалби за кршење на верската слобода во американските вооружени сили денес. Кои биле тие поплаки и жалби? Значи, имаме сведоштво од 30 американски воени бази и 40 касарни во самата Америка. За нешто што се случило во сите касарни и во сите воени бази. Но само од нив стигнале поплаки, разбирате? По наредба на Пентагон и на овој министр за војна, воените команданти, секој на својот гарнизон, секој во својата касарна, во американските воени бази надвор од земјата, на американските војници им биле прочитани овие зборови. Треба да се гордеете, малку ќе ги парафразирам, треба да се гордеете што учествувате во оваа војна, затоа што оваа војна е директно по налог на Исуса Христа, значи Трамп да го нападне Иран, демек Господ тоа го заповедал. Господ Исус Христос, тоа стоеше во текстот. Во текстот што им е прочитан на сите американски војници, во сите касарни и во сите воени бази. Господ Исус Христос го има помазано председателот Доналд Трамп
да го нападне Ирак. Тоа стои во текстот. Затоа мнозина приговараат, испратија жалби и се бунат за кршење на верската слобода. Бидејќи не се сите американски војници христијани, не се сите американски војници протестанти, не се сите американски војници библијаши. Но тоа им било прочитано од официјалните воени власти. Господ Исус Христос го има помазано председателот Доналд Трамп да го нападне Ирак, за да оваа војна биде сигнал што ќе го предизвика Армагедон. Тоа стои во текстот. И за да Господ Исус Христос дојде по втор пат на нашата. Демек, Господ сега решил дека е дошло времето, слава нека му е, ако е точно, дека дошло времето да стави крај на историјата на овој свет, но американските протестанти велат, кои што сега владеат и со Пентагон, велат, за да Господ дојде, за да Исус си дојде по втор пат на оваа земја, потребно е да се случи Армагедон, според пророштвото, па Господ решил Трамп да го нападне Иран, за да тоа предизвика Армагедон и за да Господ може да дојде по втор пат. Тоа е логиката на американските протестанти. Без оглед дали ова ви изгледа логично или глупово, не е битно. Сакам да знаете дека ова им било официјално прочитано на сите американски војници секаде во светот. Од страна на Пентагон и по наредба на Пентагон, што значи по наредба и на Трамп, Трамповиот министер, Пит Хексет, да. Замислете, американските воени и политички власти отворено зборуваат за Армагедон, за второто Христово доаѓање и за вечен живот. Кое време живееме, браќи и сестри? Американските протестанти веќе ги наметнуваат своите верувања, сега се уште протестираат мнозина атеисти, евреи, либерали, муслимани, има што служат, најмногу има атеисти, знаеме. Се бидејќи они не веруваат во тоа. А тоа учење, тоа верување им се наметнува. Бидете горди што се борите сега против Иран, бидејќи тоа ќе направи Армагедон, бидејќи Господ Исус ќе дојде после тоа. Тоа им се кажува на цела американска војска, замислете, денес официјално. Во кое време живееме, браќи и сестри? Нека му е фала и слава на Господа. Амин.